пат одново покажуваме дека ниту сме бугари, ниту сме срби, ниту грци. И секој пат одново никој не слуша. Но има едно нешто. Колку да ни делка од историјата, колку историски личности да пробуваат да ни земат, овој народ, чии први зборови биле мама и тато, а не тата, башча, папакис или ане, во душата ќе си остане македонски. Тоа е нешто неразделливо. Па макар да сме поробени, ништо ново, веќе сме биле цели 1500 години, ќе се вратиме пак. Пуст Балкан скинеат. Велат, на колку повеќе јазици знаеш да зборуваш, толку повеќе вредиш. Но што вредиме ако не зборуваме на нашиот мајчин, на нашиот македонски јазик? Во составот сакав да добавам дека македонскиот јазик е можеби нашата суштина на животот. Исто така дека тоа е нашиот мајчин јазик и секогаш треба да го негуваме, да го љубиме. Кога веќе твориме, најубаво да твориме нашиот мајчин јазик, еве, македонскиот, затоа што секогаш така најубаво искажуваме нашата мисла. Нема кој друг да ни го негува за нас. Не си има проширено како многу други јазици. И е многу битно да се негува од аспект да се запишува, да се пренесува таа орална традиција, затоа што не се знае како оди, дали ќе се намалуваме во население, дали ќе се зголемуваме. И многу е битно да остане, дури па макар и да не нема, да остане некаков траг дека немало. Цело време е под некаков напад од некој друг, да речеме, и особено нели со тоа што е актуелно сега. Секогаш ме удирало малку на таа страна. И секој го вземав како прилика во кој можам да бидам глас за јазикот, каде што можам на некој начин да го одбранам. Исто така е многу важно, нели, да читаме книги, што е можда повеќе од наши македонски автори, така дознаваме и што поминувале тие, која било мотивот поради кој тие пишувале, со самото тоа и дознаваме многу повеќе за нашата татковина, повеќе учиме за нашиот јазик. Предизвикот е голем, особено нели во ова време кога странските термини, жаргоните, сленговите и така натаму и тоа како се забележителни во зборувањето на младите. Меѓутоа ме радува фактот што има надеж од аспект на тоа дека се пројавува повторно интересот. Затоа што кога дискутираме нели на часовите, особено книжевност, тогаш веќе за да можат да се изразат и да го интерпретираат делото, посекако мора да го знаат македонскиот јазик. Така што да, има надеж, има волја и желба од нивна страна, а ние професорите сме тука посекако нели тоа да го потпомогнеме, односно да го потпомогнеме процесот на освестување на тоа дека македонскиот јазик треба да биде на првото место. Може да не поробуваат, закрепостуваат, малтретираат, експлоатираат. Можеме самите да се предаваме за да скокнеме ред на граница, да го менуваме името па ако треба и 1000 пати. Но тоа што останува е фактот што кога сум го прозборал првиот збор, истиот ми бил на македонски. Како и на моите родители, баби, дедовци, прабаби и така натаму. Зарем треба уште да се докажувам?